Денес ќе зборуваме за една навистина безвременска приказна. Се работи за еден од оние фундаментални избори што сите ги правиме, а ќе ја разгледаме низ призмата на коментарот на Мари Ноел Табо. И ова не е само некоја си древна легенда, повеќе е како мапа, за да ги разбереме најдлабоките тензии што постојат во секој од нас. Се почнува од едно прашање кое сите си го поставуваме, нели? Ако светот е создаден да биде добар, зошто тогаш животот е толку тежок? Зошто постои зло, страдање, смрт? Древните приказни, како оваа од Битие, не се замислени како историски учебници. Тие се всушност длабоки филозофски обиди да се одговори токму на тоа. Почнуваат од идејата дека Бог е добар, па што е тоа што тргнало наопаку? Еве ни што ќе поминеме денес. Прво, ќе разгледаме една градина и едно прашање. Потоа, ќе зборуваме за отровот на сомнежот. Ќе ги видиме и двата пата, двете судбини што произлегуваат од тоа. Ќе скокнеме до изборот во пустината и на крај ќе поврземе се заедно и ќе видиме како ова е всушност приказна за сите нас. Значи, прво поглавје. Градина и прашање. Да разбереме што всушност представува параболата за Еден. Прво и најважно, приказната за Еденската градина не е буквална историја. Треба да ја гледаме како парабола. Една символична сцена, ако сакате, која е поставена за да го истражи односот меѓу човекот и Творецот. Авторот ја користи оваа слика за да се справи со оние големите вечни прашања за животот. И еве како изгледа сцената. Замислете градина полна со изобилство, символ за свет каде што се е подарок. Таму имаме две клучни дрва. Едното е дрвото на животот, кое е слободно дадено, достапно за сите. А другото е дрвото на знаењето, кое е забрането. И тука е клучот. Изборот не е баш помеѓу добро и зло. Вистинскиот избор е помеѓу две работи. Да веруваш во она што ти е дадено, или пак да се обидеш сам да зграпчиш знаење и контрола. Добро, сега доаѓаме до вториот дел, отровот на сомнежот. Овде ќе видиме како се руши довербата. И секако на сцената се појавува змијата. Но да бидеме јасни, во оваа парабола таа не е некое буквално чудовиште. Таа е глас. Глас што носи една многу моќна и корозивна идеја која ќе смени се. И видете колку е гениален првиот потек на змијата. Таа не доаѓа и не наредува ништо. Не. Наместо тоа, само поставува едно прашање. Вистина ли рече Бог? Тоа е тоа. Едно мало, суптилно прашање. Но тоа е мајсторски потек. Веднаш несува двосмисленост, се е семе на сомнеж. Интересно е што и оригиналниот хебрејски текст е малку нејасен. Може да се протолкува на повеќе начини. Целта е токму таа, да се создаде конфузија, да се отвори простор за недоверба. Откако го всади сомнежот, следува вториот, многу подиректен удар. Никако, нема да умрете. И потоа доаѓа ветувањето. Ќе бидете како богови. Ова не е веќе само обична лага. Ова е директен напад врз амбицијата. Змијата всушност вели: еј, Бог нешто крие од вас, задржува нешто добро, моќ, знаење, божественост. Оваа забрана е само за да ве држи во подредена положба. И каков е резултатот? Па се случува една лажна визија. Самото слушање на тој глас на сомнеж ја менува целата перцепција. Текстот вели дека таа одеднаш забележа дека дрвото е добро и пожелно. Погледот ти е веќе искривен. Она што беше забрането, едно дрво меѓу многу други, сега станува центар на универзумот, а дрвото на животот, оној слободен дар, тоа целосно исчезнува во позадина. Веќе не е важно. И еве ја суштината. Отров на сомнежот. Според авторот на приказната, сомнежот во добрината на изворот на животот е токму тоа, смртоносен отров. Не е отров што го убива телото, туку нешто многу полошо. Го труе она што го одржува животот, довербата. И токму од тој прв сомнеж, од таа прва пукнатина, произлегуваат сите други маки. Океј, тоа не носи до третата точка, два пата, две судбини. Тука ќе го споредиме изборот на Адам со изборот на Христос. Сега се префрламе на анализата на Свети Павле, која зема оваа приказна и ја гледа како клуч за разбирање на целата човечка историја. Според него, се сведува на два спротивставени одговори на истата ситуација. И пред да продолжиме, многу е важно да разбереме што значи Адам во овој контекст. Тоа не е само име на еден човек. На хебрејски зборот Адам значи земјан
или просто човек? Значи, Адам е символ. Символ за сите нас, за целото човештво во својата борба. Представува една универзална човечка тенденција. Како што велат рабините, секој е Адам за себе си. Со други зборови, оваа приказна е за секој од нас. Еве како Павле ги споредува овие две човештва, овие два пата. Од едната страна го имаме патот на Адам. Неговото дејство е непослушност, што всушност е недоверба. Методот – грабнување, земање, а резултатот – осуда и владење на смртта. Од другата страна го имаме патот на Христос. Дејството е послушност, што значи доверба. Методот е примање, прифаќање на дарот, а резултатот – оправдување и владење на животот. Значи, гледате, ова се два комплетно различни фундаментални начини на постоење. И мислам дека овој цитат од Керкегор совршено ја сумира целата идеја. Спротивното на гревот не е доблеста, тоа е верата. Размислете малку за ова. Не се работи за тоа да се биде добар, наспроти лош. Вистинскиот, суштинскиот конфликт е помеѓу тоа дали делуваме од доверба, што е вера, или од недоверба, што во оваа смисла е грев. И оваа цела драма на избор доаѓа до својот врв во 4-тиот дел – изборот во пустината. Ова е крајниот тест на довербата. Приказната за искушенијата на Исус не е само некој случаен настан. Тоа е директна, челна пресметка меѓу двата пата за кои изборувавме досега. Забележете како почнува искушението, со една провокација. Ако си син Божии, оваа фраза се повторува. И тоа е истиот механизам како кај змијата, нели? Тоа е предизвик. Повик да се докаже идентитетот со грабнување моќ, наместо да се живее со доверба во тој идентитет кој веќе е даден. Целиот тест се сведува на едно прашање. Дали Исус ќе тргне по патот на Адам, патот на докажување и земање, или ќе остане верен на својот пат, патот на довербата? Имаме 3 искушенија, но сите водат до еден исти избор. Првото е материализам. Претвори ги камењава во леп. Со други зборови, зграбчи го она што ти треба за да преживееш. Второто е спектакл. Скокни од храмот, присили го Бога да интервенира, да покаже дека си посебен. И третото, најдиректното, е моќ. Поклони ми се и ќе ти ги дадам сите царства. Зграбчи ја контролата. Секој од овие е во суштина покана да се каже «не верувам» и да се преземат работите во своји раце. А одговорот на Исус? Тој е комплетно спротивен од оној на Адам. Тој не грабнува ништо. Наместо тоа, цврсто се држи до она што веќе му е дадено, зборот Божи. Тој само цитира од Светото писмо, одбива да действува сам и со тоа го избира патот на апсолутна доверба. Тој останува, како што вели евангелистот Јован, свртен кон Бога, не кон себе си. И со ова стигнуваме до последниот дел. Приказна за нас. Сега ќе видиме како овој постојан избор се однесува на нас. Затоа што, на крајот на денот, оваа древна рамка не е само некоја си теолошка вежба. Таа е неверојатно релевантна за нашиот секојдневен живот. Значи, ова е навистина наша приказна. Сите ние сме Адам секогаш кога делуваме водени од сомнеш. Истовремено, сите сме поканети да го следиме патот на Христос, а тоа е патот на довербата. Може да се каже дека сме граѓани на две царства истовремено и постојано избираме помеѓу нив. И овој избор не се случува некаде далеко, во минатото. Се случува токму тука и сега, во нашите секојдневни мисли и постапки. И на крајот, целата оваа древна парабола не остава со едно многу лично прашање. Сомнеш или доверба? Кој глас го слушаме денес? Во целата врева на секојдневниот живот, секогаш постојат два гласа. Едниот ни шепоти да се сомневаме, ни вели дека мора да грабнеме, да се докажеме, да имаме контрола. А другиот повикува на доверба, на прифаќање на животот како дар. Прашањето што станува за секој од нас е: на кој од овие два гласа му го даваме нашето внимание, токму во овој момент?